Во организација на фондацијата Никола Клюсев, учениците од основните и средните училишта од Македонија по втор пат учествуваа на литературниот конкурс Форум за Македонија. На темата Јас и мојот град пишувале вкупно 200 ученици, а меѓу нив и ученици од воспитно-образовните установи од Делчево. За менторите на учениците е вистинско задоволство што дел од творбите кои што ги напишаа учениците од Делчево влегоа во истоимената книга на тема Јас и мојот град. Нашата цел, ова медиумски да го покриеме, е да им дадеме мотив повеќе на нашите ученици, да ги пофалиме, да ги поттикнеме и во иднина постојано да учествуваат на вакви литературни конкурси кои што се од државно ниво. Инаку имавме и книга добиено, чија што тема беше Јас и мојот град, и во оваа книга нашите ученици и нивните песни беа отпечатени во истоимената книга. Што за вас значи ова учество на нашите ученици? Пред се мотивацијата за децата е многу голема, доаѓа до израз и нивната креативност, нивните знаења кои што се преточени не само во песни, туку и во прозни творби. Децата секогаш се расположени, имаме прекрасни деца кои што можат да се изразат и преку литературниот збор. Јас им посакувам се најдобро и понатаму да творат, да не престанат со творењето, туку да го надоградуваат она што го знаат и умеат. За Делчево има што да се пишува, впрочем тоа го докажа и учениците со нивните творби. Мојот град Делчево се вика, втиснат во една дланка, скриен во една рака. Делчево е мир на душата, луѓето се безгрижни и слободни. Уште од најмали нозе го спознав мојот град, мојата татковина. За историјата на градот судат и споменици видни. Се извишил Гоце Делчев на кејот на реката Наша. Реката Наша го дели градот на два еднакви дела, а со неа се гордее општината цела. Меѓу планини и долини прекрасна убавина се свила. Код бајка, самовила, убава и мила. Инаку во рамки на овој литературен конкурс Елизабета Муканова, ученичка во 4-та година во Средното општинско училиште Јане Сандански од Струмица, ја освои првата награда.